Секоја година на тридневниот саем Macworld се собираат 25.000 љубители на производите на Apple, како Тери Шел. Се одлучив за iPad бидејќи е одлично портабл средство што ми овозможува да сликам како што сакам. Шел користи не многу скапа апликација за цртање наречена Inspire. Ја потикнува имагинацијата, може да скицирате што сакате. Автор на апликацијата е Алекс Кулајџин, аматерски сликар. Ја добил идејата на постдипломските студии по компјутерско програмирање во Онтарио, Канада, кога решил да научи како да програмира сликање. Студирав како да симулирам маслени бои, така што кога на пазарот се појави iPhone си помислив би била одлична апликација. И навистина беше така, стана една од најпопуларните продажни апликации во онлайн продавницата на Apple. Неколку штандови подолу, канадскиот снимател Вали Червински гордо ја покажува снимката од концерт што ја направил со најразлични камери, меѓу нив и со онаа на iPhone. These days, you can have your camera in your pocket. Денес камерата може да ја чувате во джеп. Ќе направите снимка, ќе ја префрлите на компјутер и за едно попладне сте завршиле професионален филм. Но и од најдобрите апликации не би имало полза доколку батериите на мобилната направа не ви се наполнети. На саемот, блогерот Чак Летурнус дознава не секогаш му е потребно електрично полнење. Ако патувам во земја во развој, би го користел полнењето на сончева енергија, за да ја користам направата во секое време. Со половина милион апликации на располагање во Apple и со 26.000 нови секој месец, корисниците на мобилните направи се на сладка дилема. Што попрво да изберат?